тема на днешниот прес ќе бидат моменталните состојби во агросекторот и потребата за преструктурирање кон едно модерно, конкурентно и прецизно земјоделство. Се работи повеќе пати, ова е веќе кажан податок, за сектор кој е трет по големина, веднаш по услугите и индустријата, 12% учество во БДП како агросектор, заедно со преработувачката индустрија околу 18%. Можностите за поголем придонес на овој сектор во националната економија се значително поголеми од бројките кои што подоцна ќе бидат прикажани, затоа што расположивите потенцијали на земјоделството не се докрај искористени и покрај традицијата пред се во овој сектор, како и поволните климатски услови. Изминатите 20 години македонското земјоделство се соочуваше со големи предизвици. Членството во СТО, договорите со Европска унија, ЦЕФТА, ги прошири можностите за изvoz, но исто така ја зголеми домашната конкуренција. Накратко, 1997 година, по напуштањето на ценовната поддршка, за разлика од ЕУ и соседните земји, каде што се уште постоеше истата, услови нелојална конкуренција од увозно субвенционираното производство. Исто така со донесување на дополнителни мерки во истиот период, кога се штитева одредени производи, како што беше белиот шекер, писиот слад, месото за преработка и слично, наспроти безцаринскиот увоз на готови производи ги чинеше уште понеконкурентни домашните производители, ги стави во една неравноправна положба во условите на стопанисување на домашниот пазар. И покрај системската поддршка воведена 2007 година, производните резултати во земјоделскиот сектор не забележа подинамичен пораст. Ако се земат бројките, оно што се анализираше во овој сектор, изминатиот период 2015 година во однос на 2005-2006 година, значи наспроти индустријското производство кое бележи еден континуиран раст, помалку или повеќе, кај агросекторот освен 2006 и 2009 година, каде што имаме благо зголемување, сите останати години имаме намалување, односно надолна тенденција. 2015 година вкупните земјоделски површини на македонското земјоделство изнесуваат 1.264.000 хектари, што е нисто на ниво како и 2005 година. Од тоа само 44% е обработливо земјиште и во однос на 2005 година истото бележи намалување од 8,4%. Надолната тенденција сушност постои од 2001 година кај обработливото земјоделско земјиште. Истата не ја смени својата насока и покрај системските мерки кои на економската политика во изминатите години. Тенденција на намалување имаме и кај ораниците и кај бавчите 7,5%, кај лозијата 11,5%, додека зголемување имаме кај овошните градини. Од вкупно 415.000 хектари под ораници и бавчи, насејани се само 277.000 хектари. Под угар и необработлива површина се 137.000 хектари, односно 33% неискористен потенцијал од обработливото земјоделска површина за производство на храна. Кога зборуваме за засејаните површини, намалување бележи и пченицата со 25.000 хектари, кај јачменот над 7.000 хектари, рж за 200 хектари, лозијат 1.300 хектари. Пченката е приближно на исто ниво и имаме зголемување кај оризот. Шекерната репа веќе од 2008 година не се произведува, односно не се одгледува кај нас, а сонџогледот има благо поместување за 1.800 хектари. Согласно движењата на засејани површини, производството на пченица се сведа на 201.000 тони или 37% дури помалку во однос на 2006 година. Пченката е намалена за 11%, сончогледот бележи блага тенденција на пораст по неговото скоро исчезнување. Ако се земе предвид 1991 година произведувавме скоро 39.000 тони, наспроти 8.500 тони минатата година. Во градинарството имаме пораст скоро ке сите култури, но најмногу имаме зголемување ке пиперот 34% и доматот 22% во однос на 2005 година. Постигнатите резултати во физичкиот обем на производство главно произлегуваат од зголемениот принос по единица хектар, наспроти минималните скоро беззначени зголемувања на површините кај овие две култури. Во сточарството ке добиточниот фонд движењата се слични како и
предходно што кажаме кај во полјоделството, односно кај говедарството имаме намалување на 4,1% во однос на 2006 година, или пак како се анализира преку матичното стадо, односно бројот на крави и стелни јуници, истото е намалено за 4,5%. Бројот на овците е намален за 70%, живината е намалена за 18%. Само во свињарството имаме пораст од 7%. Производството на кравје млеко бележи рапиден пораст од 197 милиони во 2005 литри во 2005 година, имаме 361 милион литри произведени во 2015 година. Тоа е зголемување од 83%. Но ако се земе предвид дека бројот на матичното стадо е намален, тоа е резултат на зголемените приноси про број на грла, односно од 2245 литри годишно производство по крава, сега имаме 2828 литри, односно подобрен расен состав. Производството на овчо млеко е исто така намалено од 56,5 литри на 40 милиони литри во 2015 година, како резултат на намалениот број на овци, иако и таму имаме благо зголемување на принос, односно литража по овца од 65 на 77 литри по грло во 2015 година. Во делот на производството на месо во 2015 година имаме намалување, и тоа од 25%, а одделно по категории намалувањето е 37% кај говедското месо, 44% овчото месо, кај живинското намалување, во живинското месо имаме намалување од 55%. Раст е забележан само кај свинското месо, и тоа за 21%. Значи, како што и претходно кажав на почетокот, можностите за поголем придонес на оваа дејност во националната економија се големи, но за жал потенцијалот не е искористен и покрај традицијата поголните климатски услови. Тоа неминовно наведува на фактот дека доколку сакаме едно модерно, конкурентно, извозно ориентирано, прецизно земјоделство, дека ќе мора да се направат одредени промени во стратегијата генерално гледано, односно, со други зборови, земјоделието е на еден крстопат. Треба јасно да се формулират една стратешка цел на аграрната политика и мерки и действија за нивно остварување. Јас на неколку пати споменав, а и во насловот имате еден термин прецизно земјоделство. Имаме можност и понатаму во презентацијата и гостите, можеби, доколку се заинтересирани, уште еднаш да објаснат за што точно се работи, но само во кратки црти да објаснам за термин кој што кај нас е можеби релативно нов, но на светско ниво тоа е термин кој веќе подолго време се користи. Основна предпоставка за прецизно земјоделство представува што поголем број на точни информации кои се на располагање на земјоделците при носење на нивните одлуки, со директна употреба на параметри, анализи, кои што се добиени од парцелите, повеќе годишни се разбира, се пристапува на едно аргументирано и оптимална употреба на средствата со цел зголемување на производството по квалитет и по квантитет, а секако при тоа да се има во предвид влијанието на екологијата. Идејата за прецизно земјоделство се развила од потребата за намалување на загадувањето на животната средина, кога е во прашање земјоделството, со употребата на пестициди и активни материи кои се користат во земјоделското производство. Од друга страна, во истиот тој период со наглото зголемување на цените на суровините, енергенсите, дополнително се зголеми лепезата на причини заради кои треба што повеќе да се размислува за прецизно земјоделство. Или генерално може да се каже дека прецизното земјоделство представува концепт на производство кој што се темели на посматрање, анализа и селективна обработка на податоци на одредени парцели во склоп на едно земјоделско стопанство. И истата се темели на примена на информатичка технологија, сателитска навигација, софистициран мониторинг на земјоделската машинерија и нивно можно прилагодување и квалитетна анализа, обработка на податоците. Че ова беше накратко првиот дел од темата актуелни состојби во агросекторот, додека во делот за преструктурирањето кон модерно, конкретно и прецизно земјоделство, денес имаме гости, се работи за
представници од компанијата Data Lab, господја Ема Тошевска и Васко Лазаров. Тоа е Data Lab Македонија, компанија која се бави со, исправете ме ако грешам, значи софтвер, односно IT решенија применливи за земјоделството. Тие се членка на Стопанска камара и групацијата за IT технологија и со нив од неодамна практично започнавме на соработка со цела афирмација на овие софтвери во насока на пред се информирање, а потоа и афирмирање ке домашните и индивидуални производители, како и представниците од прехранбениот сектор со цел подобрување на нашето земјоделско производство. Земјоделието се наоѓа, рековме, на крстопат. Тоа е диктирано пред се од потребите и генералните движења на светско ниво. Македонија, видовме, од 1.264.000 хектари, голем дел, за жал, е неискористен, додека и она што се користи имаме едно променливо и неодначено, нестандардизирано производство. Од друга страна, барањата на странските пазари се се построги критериуми постојат и доколку не се вклопиме, за жал, ќе дојдеме наскоро во ситуација кога и нема да имаме толкав голем извоз. Климатските промени си го прават своето. Македонија е на линијата на можеби земји кои што имаат најголеми климатски промени, така да ќе мора и во таа насока да се размислува што ќе се прави понатаму. Еве имаме пример со Русија, видите кај што најголемата житница постепено се преместува на северниот дел према степите во рускиот дел и за неколку години се очекува Русија заедно со Украина да бидат најголеми светски производители наспрам Америка, каде што опаѓа производство, не е само житото во прашање и други производи. И секако третиот и најбитен фактор на кој ќе мора да се посвети особено големо внимание, тоа е IT технологијата и современите решенија со цел модерно и конкурентно производство. Најпрво да се представам, јас сум Ема Тошевска, директорка на компанијата Data Lab Македонија. Ние сме фирма ќерка на Data Lab Словенија, значи фирма која што на македонскиот пазар нуди ERP продукт, односно софтвер за деловно работење, кој што е наменат за мали и средни предпријатија од било која дејност и било која бранша. Data Lab со своји канцеларии е присутна во целиот овој регион, почнувајќи од Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Србија, Црна Гора, Косово, Македонија, Бугарија, Романија, Крајна и Швајцарија. Земајќи ги во предвид специфичните потреби на земјоделците, ние развивме посебен софтвер, односно посебна вертикала, Pantheon Farming, која што е намената конкретно за оваа категорија на фарми, односно софтверско решение кој што возможува целосна поддршка на работењето во земјоделството и представува систем за управување со фарми од било која дејност, односно големина. Што поддржува нашиот продукт? Значи, Pantheonот како продукт во себе возможува алатка, односно модули кои што ги покриваат сите потреби врзани со фармите кои што се занимаваат со сточарство, полјоделство, раноградинарство, односно воштарство, лозарство, винарство, каде што со прецизни модули за евиденција имаме можност да ги евидентираме сите трансакции, односно сите специфични потреби на фармерите. Важна работа која што тука треба да се потенцира е можноста за интеграција на овој софтвер со сите врзани, односно дополнителни апликации кои што се неопходни за непречено работење на една фарма. Тука ќе споменам и можноста за интеграција на овој софтвер со финансовото работење, односно со материјалното работење и залихите, што во секој случај на фармерите им возможува детална евиденција на сите трансакции, покривајќи го и производството, делот на човечки ресурси, односно вработените, основните средства и слично. Сега сме пред еден предизвик во кој што треба нашите фармери, односно земјоделието, да ги убедиме на некој начин дека инвестицијата во ваков тип на алатки практично се сведува на неминовност, а не на некој дополнителен луксус или единствено модернизација на нивниот начин на работење. Употребата на софтверски решенија од страна на земјоделските компании, како што спомнав, станува неминовност, бидејќи единствено на тој начин можат прецизно да го предвидат своето производство, истото да го планираат,
да превземат соодветни корективни мерки доколку е потребно, нели, со навременни реакции да спречат одредени штети и нормално да донесуваат квалитетни одлуки. Тоа би значило дека преку ваквите алатки драстично ќе го подобрат својот квалитет, односно квалитетот на нивните производи и ќе ги минимизираат економските загуби од неправилно користење на ресурсите, вклучувајќи вода, нели, дополнителни хемиски средства и се останато кое што им е неопходно за нивното секојдневно работење. Посебно би напоменале дека располагањето со податоци за претходните години е особено важна информација за нив, бидејќи на тој начин може да ги планираат своите, нели, идни посади, односно да ги намалат трошоците кои што би се случиле доколку, нели, навремено располагаат со одредени информации за идната реколта. Менаџирањето на фармите со помош на софтверски решенија е пракса во европските земји. Практично, како што споменав, ние сме присутни во голем дел од овој регион, од каде што црпевме голем број на искуства и реално истите се аплицирани во нашата алатка, која што, нели, на домашните локални земјоделци ќе им бидат од голема корист. Досегашните искуства покажуваат дека земјоделците кои користат напредни алатки го зголемиле квалитетот пред се на своите насади, исто така и квантитетот, и дополнително обезбедиле повисок квалитет и успеале на пазарот да пласираат поконкурентни производи. Со воведувањето на софтверски решенија од овој тип во Република Македонија, нашите земјоделци има возможен навремен увид на посевите, информации за настаните на фармата, како и можност за спроведување на, нели, дополнителни активности кои што ќе го подобрат квалитетот на производството на здрава храна. Употребата на современи технологии станува неминовност, бидејќи без навремени податоци, информациите кои гарантираат следливост и потврдуваат потекло и квалитет се практично иднината на земјоделските компании и во одреден дел, доколку, нели, не се одлучат за преминување кон дигитализација на информациите, односно податоците со кои што располагаат, до некој степен зборуваме за, нели, неизвестна иднина на земјоделците. Нашето земјоделство е на прагот на трансформација во модерно општество, односно модерно земјоделство, што за фармерите и агрокомпаниите ќе значи повисок профит, поголема конкурентност на домашните странски пазари и истовремено намалување на трошоците. Дополнително, значи, преку една модерна алатка, секој земјоделец, односно секоја фарма, има можност да располага со голем број на информации кои што го леснуваат процесот на донесување одлуки, освен, нели, законските извештаи кои што се наметнати од страна на регулативата и кои што е неопходно секоја компанија да ги има и да располага со нив. Дополнително имаме различни извештаи кои што даваат конкретни и прецизни информации за, нели, состојбата на компанијата, за состојбата на фармата и, нели, овозможуваат практично преку таквите извештаи да пласираат информации што во крајна линија до одреден степен се неопходни за обезбедување на дополнителни финансиски средства, односно грантови кои што, нели, секој од фармите би настојували или би сакале да ги обезбедат преку различни канали на финансирање.